Екипите на фудбал Старс наидоа на релативно потешки противници во првото пролетно 12-то коло од Пионерската лига, што се одрази и на постигнатите резултати кои сепак им донесоа бодови. Во регионалната лига Исток, генерацијата 2001 како домакин на теренот во Горни Подлог ја совлада екипата на Кожув од Гевгелија со 3:1. Добрата и цврста игра во која нашите фудбалери постојано ја имаа иницијативата им ја донесе победата, иако реално тие можеа да постигнат уште некој гол повеќе. Со освојувањето на 3 бода, екипата сега е на првото место, но има и надпревар повеќе од второпласираниот тим на Куманово Евроспорт, кој е директен конкурент за врвот. За разлика од нив пак, генерацијата 2002 на Фудбал Старс, која се надпреварува во регионалната лига за помлади пионери, исто така се сретна со своите врсници од Гевгелија и играше нерешено 2:2. Поделбата на бодовите не им оди во прилог на домашните со оглед што противничкиот тим е далеку подолу на табелата. Со изгубениот бод нашите пионери сега се на 4-та позиција и имаат 21 бод, 7 помалку од првопласираното Куманово. И во детската фудбалска лига се одигра 12-тото коло, при што екипите на Фудбал Старс за противници ги имаа соодветните тимови на фудбалскиот клуб Кочани. Висока победа од 5:1 извојува генерацијата 2005-2006 на Фудбал Старс, а фудбалерите од генерацијата 2007-2008 беа уште поубедливи и на крајот славеа со 8:1. За разлика од нив, нивните клубски колеги од генерацијата 2009 не беа рамноправен противник на тимот на Кочани и загубија со 3:2. На крајот одиграа и најмладите од генерацијата 2010-2011 и при тоа тимот на Фудбал Старс победи со 4:1. Освен првенствените се одиграа и две пријателски средби во кои нашите момчиња гостуваа во Штип против екипата на Мал Ајакс. Генерацијата 2005 на Фудбал Старс славеше победа од 3:1, додека генерацијата 2006 доживеа пораз од Штипјани од 6:5.